Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп ќе добие центар за електронски услуги и бесплатна Wi-Fi зона. Првиот фестивал за рана музика во Македонија, Дулчија Сонант, од утре започнува во Прилеп. Изборната кампања влегува во завршницата со последните 3 денови за промоција на кандидатите за престојните локални избори. Лишен од слобода жител на Прилепско село, кој што физички ја нападнал супругата. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Прилеп ќе добие центар за електронски услуги и бесплатна Wi-Fi зона. Ова го најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски при денешната промоција на националниот портал за електронски услуги. Денеска сме во посета на Прилеп и можам да најавам дека владата во наредниот период сериозно ќе посвети на инвестиции во дигиталната инфраструктура во Прилеп. Работиме денеска на промоција на порталот услуги Gov.mk и потребите, услугите кои што ги нудиме за граѓаните тука во општина Прилеп. Оно што можам да го најавам е дека токму тука на плоштадот ќе биде изградена бесплатна, односно поставена бесплатна Wi-Fi зона со бесплатен интернет за граѓаните на општина Прилеп, еден голем проект европски кој што го реализираме во сите општини во Македонија, но Прилеп е еден од приоритетните градови. Вториот дел кој што можам да го најавам се 10 најкористени услуги електронски на граѓаните во општините ќе бидат дигитализирани преку уште еден проект кој што го предводи Министерството за дигитална трансформација заедно со Министерството за локална самоуправа и секако општините. И третиот елемент, ја користам оваа прилика да најавам дека во Прилеп ќе го отвориме новиот центар за услуги кој што ќе ги доближи услугите, дигиталните електронските услуги од сите институции, сите државни институции до граѓаните на општина Прилеп. Тоа ќе биде секако во соработка со локалната самоуправа и се очекува дека во наредните 3 до 6 месеци веќе ќе можеме да го отвориме овој центар за услуги и да ги понудиме услугите кои што граѓаните најмногу ги бараат од порталот, но и нови услуги кои што граѓаните ќе ги побараат да ги нудиме во тој центар за услуги. Првиот фестивал за рана музика во Македонија, Дулчија Сонант, од утре започнува во Прилеп. Фестивалот е посветен на истражување и оживување на музиката од византиската, средновековната и рано-ренесансната традиција. Во 2 последователни концерти ќе оживее звукот на едно одамна замолчено време преку ретки инструменти, древни напеви и изморедни интерпретации. Фестивалот се реализира со поддршка од Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Во 2 последователни концерти ќе оживее звукот на едно одамна замолчено време. На 16 октомври во 20 часот во кино Мистон ќе се одржи концертот помеѓу Кукузел и Палестрина, каде 2 хора, Света Петка и Пелагонитиса, под диригентство на Гоце Секу. Музичката мисла која постои во композициите на Свети Јован Кукузел и на тој така наречен пападички или простран стил на пеење, всушност не е наменета за душевните доживувања или за емотивно доживување на музиката. Туку музиката на Свети Јован Кукузел и неговата внатрешна мисла всушност представува една длабока духовна исихија, односно разбудување на внатрешниот човек да и му дава еден поглед кон внатрешниот свет.
да се започне фестивал за рана музика бара многу храброст, визија и љубов кон уметноста. Повеќето европски земји веќе имаат ваков фестивал, а сега и Македонија има свој. Благодарение на нејзината посветеност. Фестивалите како овој се на вистина важни. Локални избори 2025. Изборната кампања влегува во завршницата со последните 3 денови за промоција на кандидатите за престојните локални избори. Во објава на социјалните мрежи, Борче Чупетрески, независниот кандидат за градоначалник на општина Прилеп, информира дека доколку биде избран за градоначалник, доброволно ќе ги донира платата и приходите по таа основа. Според изјавата, потпишана и заверена на нотар, Чупетрески средствата ќе ги донирал за користење на здруженија на деца без родители, на деца со посебни потреби, на здруженија за церебрална парализа и за семејства чии што домови биле погодени од елементарни непогоди. Вечерва со почеток од 19 часот и 30 минути во паркот во населбата Точила, мини митинг ќе одржи кандидатот за градоначалник Дејан Продановски од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, на кој што граѓаните ќе може да се запознаат со проектите од неговата изборна програма. Локални избори 2025. Драгица Николовска, носителка на кандидатска листа на СДСМ и коалицијата за членови на Совет на општина Прилеп, ги представи иницијативите за доближување на локалната самоуправа до граѓаните. Ја отвораме општината за сите сограѓани. Граѓански собир. Задолжителен настан еднаш на 3 месеци со представниците на невладиниот сектор. Представници на местните заедници. Граѓаните ќе предлагаат мерки и решенија за добро на сите. Мораме да ја современиме општината. Се стремиме кон современите текови на функционирање на општинските служби. Обезбедуваме дигитална трансформација на Прилеп. Нашиот град да биде најотчетен во Македонија. Град без корупција. Прилепот секогаш се грижел и држал до културата. Локални избори 2025. Од полициската хроника. На 14 октомври во 20 часот и 45 минути во едно прилепско село полициски службеници од ОВР Прилеп лишиле од слобода 57 годишник од селото, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом во селото физички ја нападнал неговата 53 годишна сопруга. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до 7, а максималната до 15 степени. Под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Побилни врнежи се очекуваат утре, четврток, кон крајот на денот, во текот на ноќта и во петок. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.